700.000 денари или над 10.000 евра штипи кочени наместо за новогодишно украсување ќе ги пренаменат во борба против COVID-19. Едногласни се градоначалниците Миланов и Илиев. Ќе поднесе барање, јас ќе поднесе барање до Советот општина Штип овие средства да ги пренамени, дел за намена на таблети за ученици од социјално загрозени семејства, дел евентуално за помош на клиничка болница во набавување на дел од средствата кои се неопходни во ваква ситуација. Ние нема да трошиме средства за украсување на градот, ама тоа не значи дека градот нема да биде украсен. Напротив, во ова време, каде што навистина сите сме соочени со борба против вирусот COVID-19, ние сакаме да малку околу новогодишните празници го разбиеме сивилото со тоа што сакаме градот повторно да биде осветлен и украсен на начин како што беше минатата година, што значи дека ги користиме истите реквизити кои што беа набавени минатата година. Сосем друга проекција во размислувањето за искористување на парите за новогодишен декор имаат локалните власти од Берово. Буџетската проекција има 200.000 денари предвидено за новогодишно украсување, со ребаланс имаме побарано уште нови 100.000. Берово ценам дека како туристичко место заслужува да биде нели соодветно за нова година украсено, ценам дека тие средства се доволни. Општинарите од Македонска Каменица го немаат проблемот со евентуално користење или пренамена на средства за оваа цел. Немаме планирано значи јас огледавме ситуацијата уште кога го креиравме минатата година буџетот дека немаме потреба за дополнително украсување и немаме предвидено во буџетот средства. Пандемијата постави сосем други вредности, уривајќи ја традиционалната предновогодишна еуфорична рамка. Впрочем, повеќето општински власти од регионот го потврдија фактот. Годинава ќе биде во знак на стари елки и лампиони, но со неискрена надеж. Короната да ја нема во новото 2021 лето.